Почитуван господин Иван Франгов, градоначалник на општина Гевгелија, почитуван господин Васко Шутаров, председател на Комисијата за култура при Собранието на Република Македонија и пратеник во Собранието на Република Македонија, почитувани уметници, почитувани граѓани на Гевгелија, дами и господа. Дозволете ми на почеток да го изразам моето големо задоволство што градот Гевгелија во името на традицијата и сите артефакти кои сведочат за богатството на културните слоеви со значајна архитектура на оваа почва, од вечерва со право станува престолнина на културата и уметноста во Република Македонија. Гевгелија станува епицентар на низата културни активности, кои ќе бидат дел од манифестацијата Град на културата за 2011 година. Инспиративните мисли од прекрасната поетска збирка на Петре М. Андреевски, Дениция, вечерва ја антиципираат годината, која ќе биде исполнета со богата и разновидна културна програма, чии носители се општината Гевгелија, културните институции, Музеј Гевгелија, Работнички универзитет Кирил и Методи, Дом на културата Македонија и Матичната библиотека Гоце Делчев. 140 настани, театарски представи, музички концерти, ликовни изложби ќе бидат надградба на веќе активното, од повеќе ракурси културно милје, и со сигурност можам да истакнам дека градот со оваа динамика ќе доживее голема културна и туристичка преродба. Почитувани граѓани на Гевгелија, почитувани присутни, несомнено дека Гевгелија од секогаш била предиспонирана да стане културна мека. За тоа говорат локалитетот Вардарски рид, кој потекнува од времето пред и по владењето на Александар Македонски, како и наодите кои во хронолошка рамка ја опфаќаат дистанцата од железниот период до доцниот хеленизам. Но Гевгелија го заслужува и епитетот престолнина на културата поради низата културни содржини, кои низ годините овде се негуваат како скапоцена семејна традиција. Почитувани присутни, еден од приоритетите на Министерството за култура е заживувањето на културата на локално ниво, намалувањето на културните диспаритети, создавањето услови за развој на културниот туризам, како фактор за социјалниот и за економскиот развој. Преку Гевгелија и оваа година продолжуваме со нашата определба да ја дисперзираме културата до сите делови од земјата, бидејќи културата представува фундаментална област на општественото живење, фактор преку кој може да се изрази идентитетот на секој поединец или група, како и да се придонесе за севкупниот развој на општината. Министерството за култура, како и досега, така и во иднина ќе ги помага сите активности кои ќе го интензивираат културниот развој на Гевгелија. По реализацијата на инвестицијскиот зафат кој овозможи Музеот на Гевгелија конечно да добие соодветен простор за презентација и заштита на богатиот вижен археолошки материјал, ќе ги завршиме и археолошките истражувања на значајниот археолошки локалитет Вардарски рид, конзерваторско-реставратарските работи на откриените објекти, а планираме да изготвиме и реконструкции на 2 објекти кои што ќе бидат репрезентативни обележја во рамките на овој локалитет. Почитувани присутни, оваа година во рамките на манифестацијата Гевгелија Град на културата ќе биде промовиран и уште еден многу значаен споменик на културата, а тоа е Амамот во Гевгелија, кој заедно со општината Гевгелија е извршена целосна санација и реконструкција на Амамот, кој е единствен сточуван објект од османлиската градителска дејност во Гевгелија. Објектот ќе биде наменет за ликовна галерија во кој ќе бидат изложени делата на голем број истакнати ликовни уметници од Гевгелија, од Република Македонија и се разбира надвор од нашата држава. Пред локалната самоуправа е и предизвикот манифестацијата да ги надмине рамките на општината, а резултатите од вашата културна понуда и активности да бидат пренесени со помош и во соработка со локалните и националните медиуми во целата држава и поширок. На крајот би сакала да ја изразам мојата голема благодарност до градоначалникот на општина Гевгелија, господинот Иван Франгов, и да изразам благодарност на сите културни работници од градот Гевгелија кои ја изработија оваа номинација на Гевгелија, за да добие Гевгелија, се разбира една значајна
номенклатура, а тоа е Град на културата за 2011 година. Сосема на крај ви посакувам убави мигови и убави доживувања за време на овој културен маратон и се разбира за време на Гевгелиската Бела ноќ. Благодарам на вниманието и ще еднаш ви честитам. Ви благодарам многу. Вечерашно освечено отварање на нова манифестација Гевгелија Град на културата е во знакот на македонската музика. Во оваа Гевгелиска Бела ноќ, која што нели се случува за прв пат во Гевгелија, ќе настапат двете непознати најрепрезентативни македонски музички групи, тоа се Љубојна и Фолтин. Понатаму македонската музичка атракција Супер Хикс и легендата на македонската рок музика Нашите Зијан или групата Зијан. Етно групата Љубојна најавтентично го пренесува пулсот на македонскиот мелос и своето творештво го темели не само на собственото доближување на изворите на македонската песна, туку и длабоко навлегува во она што се нарекува современа звуковност. Ете, јас ќе ви посакам пријатна вечерва и ги поканувам овде групата Љубојна да започнат со музичкиот дел.